Поштовани слушатели на Спортското радио 90,3 FM и поштовани гледачи, оние кои што го следат ова видео издание на нашите социјални мрежи, на нашиот YouTube канал, добар ден. Овде сме во Кафе 9, местото на кое што најчесто ќе го најдете Дарко Панчев, барем кога е во прашање теми за муабет, ние сме редовно овде, па имаме можности да си помуабетиме на убави теми. Дарија, денеска сме твои гости овде по навистина специјален повод, а тоа е промоцијата на филмот, документарен филм за кариерата, за начинот на кој што Дарко Панчев дојде од почетоците во Вардар до европскиот и светскиот трон. Се надевам посебно возбудување во очи на настанот кој што се подготвува и кој ќе биде во хотелот Александра Палас. Па да, идејата потекна од некои спортски новинари и кои на некој начин соработуваа со Спорт Нетворк од Белград. Тоа е една продукцијска куќа која заедно со Спорт клуб снимаат овакви емисии. Уште пред една година и повеќе почна со снимање на материјал. Снимавме на повише локации. Мислам дека, се надевам дека ќе им се допадне на луѓето. И еве полека целото тоа снимање привршуваше, дојдовме до некаков крај, до некаква реализација на сето тоа. И еве сега и дури во договори со помош на Универзитетот Скопје и со ректорот Аце Миленковски, целата нивна екипа се договорија да направат една свеченост, една убава манифестација за една убава промоција, да, за да луѓето едноставно се осеќаат како што треба и нормално се надевам дека ќе им се допадне сето тоа кој што го спремаме веќе подолго време и да кажеме само дека премиерата почнува тука од Скопје и веројатно ќе има и на некои други места во регионот. Пошто видите, Спорт клуб е регионална телевизија и затоа и така и осмислено сето тоа да се направи промоција во регионот за да може сите да го гледаат и да дојдат до филмот. Кажи ми, филмот е на некој начин можности, ете и сам ти да се подсетиш и на дел од пријателите, на дел од соиграчите, луѓето со кои што си ја поминал практично цела животна кариера. Имаше ли некои посебни впечатоци во периодот на целиот овој процес на снимање на материјали, на делови? Ќе видиме како тоа на крајот изгледа монтирано, но веројатно имавте доста работа и сам ти обнови некои контакти. Па како да не, посебно беше интересно кога моравме да се враќаме 40 години наназад, кога одевме во Кисела вода, тамо каде што сум растен 18 години, да снимаме тамо одредени секвенции со одредени пријатели, знаеш, сите сме веќе некако во години средни влезени, малку остарени, малку променети, така да имаше интересни работи во сето тоа што се случуваше. Потоа сеќавање на сите оние спортски моменти поаѓајќи од Вардар, пошто јас сум нормално роден како играч и како дете во Вардар. После тоа одењето во Звезда, сите оние успеси кои се случуваа на меѓународен план и со Звезда и со репрезентација, така да мислам дека ќе има интересни работи за гледање. Колку луѓе учествува? Имаше можност да допреш барем до дел од оние златни генерации на Вардар и на Црвена Звезда? Секако, мислам дека учествуваа многу луѓе. Мислам дека продукцијската куќа, пошто има многу материјал снимено, идејата им е да направи еден филм долгометражен и мислам дека рекоа дека ќе прават 4 серии со пократка минутажа, да кажеме по едно 45-50 минути, во 4 серии да се прикаже можеби целиот материјал, али мислам дека стварно многу луѓе поминаа кроз филмот и секој ќе се најде на свој начин во филмот. Скопје е домаќин како град од каде што почна, би рекол, кариерата на Дарко Панчев и веројатно овде веќе на самиот ден на промоцијата очекуваш и бројни гости. Најавени ли се дел од пријателите од соседството, оние твои најголеми, би рекол, пријатели во однос на играчката кариера? Пред се зборувам и за Вардар, оние кои што беа таа златна генерација 86-87 и секако Црвена Звезда и најголемите успеси. Верувам дека можеби има и поканети од клубовите каде што настапуваше до крајот на кариерата, почнувајќи од Интер, Сион, Фортуна. Секако има покани и од Србија, и во Хрватска, и во Босна, и во Црна Гора, но видете, и да не дојде дел од нив, јас нормално не можем да им замерам, секој си има сега своји обврски, како на работен, така и на приватен план. Сепак на некој начин можеме само да им се заблагодариме, што сепак најдоа време да учествуваат
во филмот, да бидат дел од филмот, а сега кој се ќе дојде од нив ќе видиме, дека имаме пратено покани на дел од тие легенди фудбалски да присуствуваат на промоцијата, имаме пратено, но голем дел ќе присуствуваат и од Македонија, од тогашен ФК Вардар, некои помлади играчи, нормално генерацијски гледано, така да мислам дека ќе има гости и од другите фели, ќе има глумци, пејачи, од науката, од здравството, значи мислам дека ќе дојдат голем број на добри, убави луѓе и мислам дека промоцијата ќе треба да протече во најдобар ред. Апсолутно, ќе оставиме тоа да видиме како ќе изгледа официјално во Александар Палас. Денешниот разговор, ова наше интервју, бидејќи имаме често можност да разговараме, но ретко кога сме вака официјално седнале да поразговараме малку на фудбалски теми. Многумина се прашуваат што прави Дарко денеска со оглед на тоа што кариерата заврши. Тука си главно во Скопје, имаш некои спортски активности, знам едно време дека знаевте да се соберете дел од ветераните и да играте и фудбал. Уште ли си активен? Значи, до пред 2 години бевме активни, 2,5 години, игравме на игралиштето на Алумина, старото игралиште на Алумина, и одржувавме некаква кондиција и килажа, но како фати пандемијата, морам да се пожалам, како фати пандемијата, прекинавме со активностите, нели беше забрането да се собираме, и бога ми, не само јас, него сите мои другари кои се собиравме, по едно 10 кила нафрливме на себе, и еве не можам сега да го симнам ова стомачево што ми се виснало, но мислам дека пандемијата многу придонесе за тоа пореметување на нашите активности. Иначе вака во слободно време пратам фудбал, пратам спорт, активен сум во комуникација со многу телевизиски и новинарски куќи од регионов. Бев малце нели пред 3-4 години активни во Вардар, кога го направивме тој успехот со пласма во Лига на Европа. После ситуацијата се промени во клубот, се тргнавме, што све се случуваше, не сакам да зборам, тоа сите го знаат, го гледаат. Така да, од тој аспект, максимално го следам она што ми е живот, што ми е работа и секако дека сум активен. За нас овде Вардар и таа генерација ќе ја споменам 87 е длабоко врежена во сеќавањата на сите искрени љубители не само на фудбалот, туку на спортот. Веројатно и кога го снимавте материјалот за филмот, во голем дел се вративте на тие на главни моменти, времиња. Кажи ми, еве ако треба да те вратам малку назад со времеплов, веруваше ли таа генерација, таа 86-87 дека може да стигне до врвот на тогашната исклучително квалитетна екс-Јулига во која што доминираше таа главна четворка Звезда, Партизан, Динамо, Хајдук, сега тука Вардар од нигде никаде, особено во оној есенски дел кој беше страшно фуриозен и навистина една интересна завршница со Динамо. Кажи ми, верувавте ли? Ти беше еден од најмладите во тој состав на Вардар. Добро, види, тоа е некој можеме да направиме некоја паралела, еве да кажеме со англиската лига, земајќи ја големата четворка од Југословенска лига. Са во англиската лига доминираат Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Ливерпул и така натаму. Така беше и во Југославија. И секогаш се појавуваа по 2-3-4 добри екипи во, да кажеме, одреден период од неколку сезони. Во еден период беше Вардар, пред нас беше Железничар кој дојде и до полуфинале на Куп УЕФА, па Рандички Ниш имаше една страшна генерација, па Војводина. Значи стално имало генерации кои поред оваа голема четворка се појавувале и играле голема улога во Југословенската лига. Така беше и појавувањето на мојата генерација 83-4 на Вардар. Стварно ја вративме публиката на градскиот стадион. Мислам дека секој дури и со помалите екипи кога играв имаше по 15-20 илјади публика. Тоа беше едно прекрасно чувство, еден убав период од нашиот живот на сите, не само на нас играчите и на тие што доаѓале да гледаат. И мислам дека стварно тој период ни остана во сеќавање на многу љубители на фудбалот и мислам дека едноставно уживавме и во играта и во сето она што се случуваше околу нас. Вардар веруваше во себе, имаше одлични играчи. Да не забораиме дека во тој период Вардар имаше 5-6 репрезентативци за прв пат во својата историја. Кој играл за олимписка репрезентација, кој играл за млада, кој за А репрезентација, али сите беа репрезентативци, со самото тоа значи дека имале добар квалитет. Иначе за она што кажа за лигата, Југословенската лига беше, тоа е општо мислење, изузетно квалитетна, меѓу 4 најдобри лиги во Европа. Впрочем, ако од една лига играат 200-300 играчи во европските најсилни лиги, нема што да се дискутира на таа тема, јасно е каква била лигата. И какво е поднебјето, каков расадник на фудбалери? Па нема дилеми, регионов е апсолутно голем расадник за фудбалери. Има секогаш талентирани играчи. Еве сега овој период од 15-20 години Хрватска е таа што доминира,
па во еден период Босна, Црна Гора, Србија се враќа, па Словенија беше, еве ние направивме одреден успех, така да гледајќи го регионот, он функционира добро, секако дека би бил уште подобар кога би имало подобри лиги во самите земји, но ете, она идеја за АБА фудбалска лига некако тешко проаѓа, а јас лично сметам дека таа лига би донела многу подобар квалитет и подобри играчи, сигурен сум. Знам дека беше вклучен во дел од планирањето на проект. Постојано се зборува веќе десетина години околу формирањето на таква лига. Веројатно обструкциите доаѓаат кај оние кои што во моментов се и некако најмоćни и својата иднина ја гледаат во најсилните европски надпреварувања. Пред се тука мислам и на Динамо, а во последно време и Црвена звезда се враќа на вистинско ниво и на сцена. Нив би рекол рейтингот или они што би рекле лествицата им е крената многу високо во однос на другите екипи. Па видете сега, еве јас конкретно бев во Вардар пред 4 години, Вардар има да кажеме имаше буџет од 2 милиони евра. И сега вие не можете ни со Динамо ни со Звезда да се борите, они има 20 милиони евра буџет годишен. Значи они не, па еве јас кога разговарав кога се пласирав во Европа, каде ја видов немоќта. И покрај тоа што клубот требаше да заработи неколку милиони евра, јас барав да купиме 4-5 играчи кои ќе имаат годишна плата по 300-400 евра. Зашто? За да го подигнеме малце нивото на квалитетот, да можеме да им парираме на европските екипи. Не го направивме тоа, немаше разбирање од управата и јас уште тогаш им кажав дека ќе примиме по 4-5 гола на сите такмици од екипите. Не можеме да се носиме со еден Зенит кој е феноменален тим, со Реал Социедад кој беше уште подобар него сега во тој период. После тоа кога заврши сето тоа, ни вика во право беше, ја во право бев, ја ви го кажував тоа од некоја објективна причина, од некое моје знаење што го имам, а не затоа што јас сега сакам да се фалам дека сме купили играч кој кошта многу. Не. Туди и таа цена која ја кажав пред малце е смешна во однос на другите цени во Европа. Но мораме да го сватиме тоа, ако сакаме да го пратиме европскиот фудбал, мораме да направиме буџет кој ќе биде многу поголем и кој едноставно клубот ќе си дозволи да формира екипа која е многу поскапа и која ќе биде многу по-рамноправна на европските екипи. Тоа го гледаме и од Црвена звезда во последно време. Тие ставија некаква граница, стоп на тие трансфери од по 100-200 илјади евра. Терезич рече веќе доста од такви фудбалери, почнуваме да купуваме силни квалитетни играчи и Црвена звезда уште практично во првите сезони по тие инвестиции дојде до таа групна фаза од Шампионската лига. Па успехот е неминовен, еве, точно ова што почнаа да го прават, еве веќе 4-5 години им се враќа. Динамо тоа веќе го прави подолго време. Така да, знаеш, не треба да измислуваме ништо, треба само да гледаме и ако имаме сила и можност тоа да го правиме, да пробаме да го направиме. Не треба многу да се измислува. Јас затоа викам денеска помладите тренери имаат обичај да кажат нешто демек ново во фудбалот, модерно се игра, а во фудбалот не може да се измисли ништо ново. Све е измислено. Ова што е сега помодерно е само технологија. Подобра исхрана, подобра здравствена заштита, целата она технологија што имаат со оние што ги носат работи да пратат кој во тоа е подобрен фудбалот, иначе во други работи нема што да се подобри. Ќе зборуваме тоа, имам простори да те прашам сега нешто повеќе во однос на тоа на каде оди фудбалот. Ме интересира, споменавме Црвена звезда неколку пати, знаеме што за Дарко Панчев значи Црвена звезда и воопшто за екс-југословенскиот фудбал во тој период на крајот на 90-тите, баш во периодот кога се растуреше таа поранешна држава. Кажи ми во однос на квалитетот кој тој состав на Црвена звезда го имаше, гледајќи ги сега низ призма најсилните европски тимови, не можеме да ги споредуваме во однос на финансиите и на средствата, тоа е илузорно, но квалитативно Црвена звезда тогаш веројатно беше на рангот на овие најдобри тимови сега, да не ги набројуваме, почнувајќи од Манчестер Сити и останатите најскапи буквално речено европски состави. Јас ја забележав изјавата на Фергусон кога заврши кариера тренерска, даваше еден голем интервју за некој англиски часопис и буквално Фергусон има кажано дека 91 година кога освоил првиот меѓународен трофеј со Звезда во Суперкупот, кога буквално ги растуривме на нивни терен и несрекно загубивме, он има кажано дека таа екипа на Звезда многу го потсеќа на сегашната екипа на Барселона. А сегашната екипа на Барселона, он кога ја кажува е Чави, Инјеста, најдобрат. Така да, во тој аспект не би биле ние инфериорни во однос на денешниве екипи. Значи, ова што е променето само у позитивна смисла, кој што и ние како играчи би го осетиле самите. Така да, квалитативно, како квалитет екипата, сигурно немаше да заостанува ништо помалце. Впрочем, нашата генерација е хендикепирана со распадот на Југославија, затоа што прво Звезда и
веројатно сигурно ќе играш уште еднаш у финале на Лига шампиони у наредните 2-3 години, а и таа репрезентација на Југославија сигурен сум дека ќе освоиш еден голем трофеј. Со самото тоа што еве Хрватска покаже дека може да се стигне до финале пред неколку години, замислете која Југославија би била посупериорна од оваа Хрватска, што све би направила. Така да, нашата генерација едноставно беше, како да кажам, несретно хендикепирана со тој распад, jer знаете што, секој како играч сака да освои голем трофеј, така и јас, и мислам дека сигурно ќе влеземе во некаква фудбалска историја од тој аспект и ќе освоевме нешто. Кога спомна репрезентацијата, еден од ретките си, неколкумина меѓу оние кои што имаа можност и од овие простори да играат на светско првенство 90-та година. За жал тогаш Дарко Панчев не играше на тој четвртфинален надпревар со Аргентина и кога гледав листите на надпреварите се потсетував малку на она што се случуваше таа 90-та година. Надпреварите кои Дарко и Станојковиќ ги одигра, Југославија ги доби, тие на кои што Станојковиќ и Дарко беа на клупа, Југославија ги загуби. Германија и со Аргентина не игравме, загубивме. Види, во тој период, осим кој беше еден извореден тренер дефинитивно, немаше многу разбирање и слух за нас помладите играчи. И мислам дека тоа му беше една мала грешка, се уште некако повеќе им веруваше на овие поискусниве, да кажеме, кои што он имаше уште од пред тоа, нели, поголема соработка со нив, но тоа самиот си го призна во наредните квалификации за Европско првенство, каде што ни даја многу поголема шанса на сите нас, и ние што направивме нашата генерација? Прва репрезентација во Европа што се пласира, ја бев најдобар стрелец во сите квалификацијски групи, што не е лесно и денес да го направиш тоа, и едноставно му докажавме дека можеби погреши што не форцираше поише во Италија, jer можеби ние бевме уиграни, ја, Део, Роби, сите заедно бевме една феноменална форма од Звезда и можеби ќе придонесевме да направиме уште подобри резултати. Иако на крајот ќе кажам дека и петото место званично како пласирани на тоа светско не е толку лошо, но мислам дека можевме и поише. Можеше сигурно за медал ако ништо повеќе со оглед на тоа што тој беше со Аргентина беше загубен практично на пенали и тоа поскоро колку одигран скоро 60 без играч по исклучувањето на Шабана Џојич. Ќе те вратам на македонската репрезентација да го искористиме моментот. Сега тој период на репрезентацијата на Македонија дојде вожи во твоите најискусни години. Тоа не беше период на некаква оптимална зрелост, но веројатно 28 години со првите надпревари тогаш со Словенија, 29 веќе. Со Словенија, со Данска во Скопје и оној надпревар. Таа генерација која тогаш имаше Македонија, реално гледано и со колегиве кога разговараме, веројатно имаше и најголеми шанси да сметаме дека може да се приближи до едно големо надпреварување. Со тоа што условите и тогаш шансите, можностите да се влезе меѓу најдобриот европски, светски крем беа навистина исклучително тешки. Но таму ги имаше Македонија искусните волци кои што во голем дел беа дел и од екс-југословенската репрезентација. Па видете, таа репрезентација реално играчки гледано која гледаш таа екипа е веројатно и убедливо најдобрата екипа која имала репрезентацијата на Македонија. Не можеме да правиме паралела од сегашнава екипа у последниве 10-15 години и таа, затоа што сегашнава екипа игра у многу послаби групи. Значи, нашата единствена заедничка игра во една квалификацијска група беше во група каде што беа Шпанија, Белгија и европскиот првак Данска. И беше многу нереално да се бара, и ние бевме четврти одма позади нив. Значи, пак бевме позади нив. Со тоа што сигурно дека мојот црвен картон поремети доста во целото тоа надпреварување, али сметам дека пребрзо следниот селектор што дојде, мислам дека беше Ѓоко, пребрзо се откажа од услугите на сите интервентивци. Мислам дека можевме да пробаме барем уште едни квалификации, jer веќе следните квалификации и следниот жреб беа екипите беа многу да кажеме, по-реално блиски до нас да можеме да им пружиме отпор и да направиме подобар резултат. Со овие беше веќе доста објективно потешко. Иако пазете, ние со Данска овде игравме 1-1, таму изгубивме 2-1-0, а и Шпанија ни беше малце подоминантна. Кипар кој во тој период беше доста добар, за разлика од сега кој е паднат, го добивме, значи не дека ние имавме многу лоши утакмици, имавме и добри утакмици, но сметам дека од денешен аспект гледано, па замислете нашата генерација да се паднеше да игра во група со Лихтенштајн, со Азербејџан, со Грузија, мислам, не дека некого го подценува, многу реално зборам. Без никаков проблем, исто и ние ќе бевме први у таа група, пазете. Jer ова што го направи сега
секоја чест за пласманот наш, но сепак мораме да признаеме дека наш овој новиот председател, словенецот Чеферин, на помалите земји им даде голема шанса, видете кога ни е реално или не само ние, зборам и за Грузија, и за Косово, и за Црна Гора, за било кој. Сега се многу поголеми шансите вие да влезете у тој крем. Иначе да сте во овие групи како што се нормални, што ги викаме, нели сега има паралелно надпреварување. Има нормална група, па добро има нормална група и Лига на нации, која е на пример паралелно надпреварување направено. Вие тешко у овие нормални групи може објективно со овој квалитет да направите некаков голем успех. Со тоа што затоа ја сметам дека успехот на Боби Милевски што го направи сега во групата и со Италија е многу посилен него успехот што се направи со пласманот, затоа што играше со многу посилни екипи. Па не само тоа, и во групата имаше посилни екипи, реално гледано. Така да во тој аспект кој бараме, ако правиме некоја вага, сигурно дека овој успех е многу посериозен. Но овој систем што го направи Чеферин ни дозволува и на нас и на другите да дојдеме до тие некои нивоа европски, али јас и тогаш давав изјава дека не е само целта да се пласираш, знаете, целта и да оставиш печаток тамо. Знаете, убаво е да се пласираш, ама за Европа не значи нашиот пласман ништо. Тоа е за нив нешто нормално. Они се пласираат стално. Битно е тамо како ќе се покажеш. Дали ќе покажеш дека имаш квалитет, дали ќе покажеш дека имаш сили да направиш некој успех, тоа е важно. Сега ние зависи кој како го гледа нашиот резултат тамо, можевме сигурно и повеќе, али ќе кажеме дека и за прв пат не беше лошо. Ќе те прашам каде оди светскиот фудбал? Спомена нема многу разлика од она што се случуваше некогаш во однос на фудбалот. Многу мина сметаат дека можеби телевизијата и блискоста која што ја доби фудбалот буквално за сите, порано фудбал гледа во најголем дел оние кои одеа на стадион. А тоа беа лимитирана група од 20.000 во Скопје, да. Една камера. И со една камера. Како ти изгледа фудбалот денеска? Едно време имавме звезди за кои што се зборуваше секоја недела, сега зборуваме за парцијално 3-4 миња на светски план, на светско ниво. Па не, видете, ја го зборам тоа веќе искрено едно 7-8 години дека фудбалот по мене во све напредува, само во квалитет не напредува. Jer начинот на кој што се игра сега, начинот на кој што се работи во фудбалот ги гуши индивидуалците. Значи фудбалот дојде да сите играат исто. Да има видија тактика, све е тоа во ред, ама фудбал зашо се игра? За да се шутне на гол, да се направи акција, се даде гол. Пак е целта иста, не е целта сменета. Сега мислам дека овој начин на работа игра, сите играат исто, затвараат простор, некои сите играат на некои полуконтри, па еве земете го Реал Мадрид освои 5 титули све на контри играјќи. И има, кога беше Зидан, ги имаше Бейл и Роналдо напред, ќе се затвори, он има малци италијански стил земено, мада и французите играат сличен фудбал. Еве сега Анджелоти, како игра Анджелоти? Све на контри. Овој да нема тој Винициус не може акција да направи. Мислам, дечко, тој е феноменален. За мене е лично најбољи играч овие 2 години. У свет, не само у Реал. Така да сакам да ти кажам, во тој контекст се гушат индивидуалците. Нема више големи индивидуалци кои што имало порано. Порано секоја екипа, секоја репутација имало по 3-4 феноменални играчи. Сега на прсти ќе ги изброиш. Еве сега Франција ќе освои светско првенство, ние не ја знаеме екипата на Франција. Не можеш да ги изброиш. А порано сме ги знаеле од 1 до 11, на памет сме ги знаеле. Така да во тој контекст индивидуалецот се гуши, го гуши се тоа што се прави и тоа не е добро за фудбалот. И затоа не случајно доваѓа една Хрватска и еден Египет ли кој беше сега Мароко. Не случајно доваѓаат до полуфинале. Порано со тој начин на игра немало шанси да дојде до полуфинале. Сега Хрватска првиот пат 4 пати игра продолжетци, 3 пати пенали и дојде до финале. Порано не можело тоа да пројде. Јер си играло подруг фудбал, индивидуално позначаен, индивидуалци го реша Марадона. Сам ќе реши такмица, или Платини, или значи ги нема више тие играчи. Дали е тоа добро за фудбалот, не знам, мене лично не ми се допаѓа, ја еве и Гвардиола, нели беше 3 години во Бајерн. Германците му пребацувале, викаве, немој да ми доаѓаш до корнер застава и не ми центрираш, ми ја враќаш пак назад. Па ја вртиш на другата страна. Ние сме, вика, германците научени да завршиме акција со шут, со гол. И има некои работи кои што во фудбалот не можеш да ги смениш, знаеш. А покушаваат, пробуваат да ги сменат. Лажна деветка. Кој е тој измислен термин? Што значи тоа лажна деветка?
Има лажен фоторепортер или лажен професор. Мислам, тоа се измислени работи од кои што денеска посебно помладиве генерации на тренери за да си даат до значење, демек нешто измислиле и даваат некои епитети што немаат врска со врска. Па ако играш со лажна деветка, што го купуваш Халанд за 100 милиони евра? Ме разбираш? И се растори дечкото голо и давање. Така да више играчи како Халанд, како Левандовски, кои се изворедни голгетери и така натака, све помал се гиба, а по друга страна гледаме дека каде нема добар гол играч, тој тешко освојува трофеј. Апсолутно, тоа е и примери во години. Логиката на фудбалот, тоа е логиката на фудбалот, нема тоа. Во финишот ќе те прашам уште само бидејќи темата за која што дојдев овде и целта беше да го промовираме филмот, да го најавиме практично. Ова е филмот. Филмот е да во еден дел, секако ќе има и бројни гости. Знам дека покрај филмот слушнав дека работиш и на автобиографија и дека и таа треба наскоро да излезе. Работи тоа, но како да ти кажам, првично направената во некој прв период луѓето и самата издавачка куќа Арсламина, со кој што соработувам, сакаа да направат малце пороманизирана, малце да биде тоа поише како книга. Знаеш, како да ти кажам, не да биде само статистика, само слики и статистика. Знаеш, сакаат малце да го опишат животот, што се вика од самите почетоци во кисела вода, па како си дошол до тамо, па сонот, како да дојдеш до Вардар да играш, значи, тој бил првиот сон. Ја не сум сонувал дека ќе доам у Звезда или дека ќе играм у репрезентација. Значи, на нас како деца првиот сон ни бил Вардар да почнеме тамо да играме. И тоа било неостварливо на некој начин. Така да они сакаат да направат книгата малце да биде така поопширна и пороманизирана, кај што ќе опфати поише периоди, но и подобро објаснети периоди, знаеш. Така да мислам дека се работи на тоа и верувам дека книгата ќе биде исто убава. Ќе биде наскоро и тоа. Па за некој месец би требало, сигурно. Таман да ги споиме со промоцијата на филмот. Даре, ти благодарам што одвои време и простор да ни бидеш гостин. Се надевам ти беше пријатно. Знам дека си во подготовка за целиот овој настан, со сите гости кои што се чекаат овде во Скопје. Здраве Боже, ќе поразговараме и на самиот настан, па ќе ги видиме импресиите и се тоа што ќе се случува таму, дали поминало како што треба или не. Па јас се надевам дека ќе помине како што треба, затоа што и самиот на некој начин организатор Универзитетот Скопје е многу искусен во сето тоа. Има позади себе веќе багаж, дебел багаж има за оваа работа и мислам дека со нивна голема помош, со помош на медиумите дека ќе се направи све да биде убаво и луѓето да си поминат убаво, се надевам во секој случај. Ти благодарам уште еднаш, поштовани, со Дарко Панчев денеска во официјалната промоција на новиот филм, документарниот филм за неговата кариера. Ќе имаме можност да го погледнеме, ќе имаме можност и да чуеме дел од изјавите секако на луѓето на самата промоција. Даре, ти благодарам уште еднаш и до слушање до нашето следно видување.